Mitsubishi за мене од секогаш произведувале пред се многу квалитетни и многу издржливи автомобили, но исто така и спортски модели со нови, иновативни технологии, високи перформанси и одличен дизајн за спортски автомобил. Но, како што сите знаеме, во последниот период се ултра популарни кросоверите, SUV моделите, токму и затоа се одвива во таа насока. Ова дене што го имаме Eclipse Cross, оние што малку повеќе знаат за Mitsubishi и за Eclipse. Eclipse беше еден од тие спортски купе модели, но овој пат со новото име како што асоцира е Cross, кросоверска верзија, под пораснат, поголем. Тоа не значи дека немаат спортски дух, високи перформанси, нови иновативни технологии, ги има. Ќе го зборуваме тоа за кратко. Сега ќе се задржам на практичноста, бидејќи како кросоверска верзија, како поголем, како попрактичен, е доста интересен да ги зборуваме тие практични работи и ќе почнем сега технички прво со багажникот. Тука ги имате овие две дополнителни остави од страна, кои што се попрактични, но исто така, само да го извадам тротинетов, имате голем простор под оваа даска. Дојди Јован, да им покажеме. Тука интересно е тоа што ова е доволно длабоко и можете да оставате поголеми работи за разлика од некои негови ривали кои што се поплитки и нема толку простор. Инаку имате сет за репарација на гумата, нормално ги имате моите омилени куки и закачалки, нема приклучок за струја. Ми се допаѓа тоа што оваа даска е речиси рамна со ивицата на браникот, што леснува при товарење и истоварење на потежак багажник, односно багаж, како што во мојот случај тоа е тротинетот, бидејќи е доста високо возилото. Инаку како целина, багажникот има 340 литри багажен капацитет, што е еден од помалите во неговата класа, но искрено е доволно за 4 куфери. Секако може да се зголеми багажникот со поместување на седиштата понапред и технички сега ќе се префрлам таму за да ги видиме тој дел. Искрено ја обожавам оваа опција за подместување на седиштата напред-назад, не само што се овозможува поголем простор позади кај ви багажникот, но исто така се овозможува и доста поудобно седење тука на задниот дел. Дефинитивно помага и наслонот кој што се движи нагоре-надоле, можете се наместите буквално онака како што ви одговара и дополнително помага тоа што предните седишта се подиздигнати, па можам да ги бутнам и спуштам нозете уште понапред и да имам уште поудобна вожња. Не мора да објаснувам колку простор имам за нозете, исто така и за главата, веќе гледате. За возењето со три патника, тунелот доле е речиси рамен, не е ни висок, не е ни широк, така да можете комфортно да се возите тројца. Имате наслон за раката, имате 12 волтен приклучок за струја тука доле и плюс овие задни стакла се затемнети, помагаат за приватноста, па и за комфортноста, така да тука е навистина многу убаво се седи. Одиме сега напред да видиме таму како е. Тука, околу дизајнов, искрено нема премногу да коментирам, бидејќи како тука, така и надвор, јапонците имаат ултра несекојдневен и уникатен дизајн, така да оставам на вашето мислење. Инаку имате многу меки и квалитетни материјали на голем дел од интериерот. Имате 7-инчен екран кој што работи окей, нема навигација, но имате можност преку USB кабел и еден од USB портовите да го поврзете вашиот телефон без разлика дали е Apple или Android и на таков начин да користите навигација. Инаку имате голема остава тука доле, имате две остави за шишињата, голема остава под наслонот за раката и уште една дополнителна мала остава. И дефинитивно кај вратите имате голема остава за некои практични работи што ви се потребни. Останатиот дел, искрено, она што мене најмногу ми остава впечаток се овие алуминиумски лопатки од менувачот. И сега тука ќе се префрлам, ќе почнеме да возиме, бидејќи најголем впечаток ми остави позади волан. Одиме да возиме.
Дефинитивно тука зад волан сум најмногу импресиониран. Се што ќе кажам сега, искрено ми спомна и во салонот на Mitsubishi, кога бев да го земам на тест Eclipse Cross, и мисля дека малку претеруваат, дека премногу го фалат, премногу го бранат, но кога ќе почнете да го возите, ќе кажете, еј, ова е стварно така. Односно, успеале Mitsubishi до некаде да го задржат тој спортски дух, спортски карактер, со навистина многу импресионира прецизноста на управувачкиот систем, чувството на настегнатост, на стабилност, чувството дека целата контрола над возилото е комплетно ваша и забавата кога влегувате во кривини. Дефинитивно јас деновиве најмногу го користам во Скопје, низ нашиот главен град, бидејќи сепак ова е урбан кросовер и најмногу ќе се вози низ вакви средини, но таквиот спортски карактер, спортски дух е благодарение на сета технологија и системи кои што се превземени и преработени од легендарното Ево, системи за против пролизгување, за стабилност. Исто така тука е и MIVEC, познатата технологија на Mitsubishi за менување на позицијата на брегастата, со што се намалува потрошувачката, поточно имате многу поекономичен и многу почист мотор и максимални перформанси кога тоа ви е потребно. Имам потрошувачка од 7,5 литри во градски средини, од 1,5 литарски турбобензинец со 163 конски сили и вкупна маса на целото возило 1700 кг. Тоа се навистина одлични бројки, многу добар мотор, брз, стартен и, како што кажав, економичен. Не можам да не ги спомнам повторно вие алуминиумски лопатки кои што се големи, практични и даваат еден многу убав шмек внатре во возилото. Исто така, овде имам CVT менувач, искрено не го сакам CVT менувачот, бидејќи има некоја непријатна бучавост, неправилно работење, бидејќи тоа е еден степен, една брзина, ги крева обртаите на одредена бројка, за да имате линеарно забрзување и помала потрошувачка. На хартија тоа е навистина многу добро, многу интересно, но во реалност е многу бучен менувачот. Затоа Mitsubishi, за да го задржат дополнително тој спортски дух и да го избегнат тој момент на непријатна бучавост, ги поставиле овие лопатки и вметнале 8 електронски брзини. Тоа не се вистински брзини, да не кажам фейк брзини се, но работат буквално како вистински автоматски менувач, односно го имате фидбекот од кој ќе кликнете, се чувствува мало мрдање, мал трзај, се чувствува менување на брзините и навистина функционираат одлично. Брзи се, прецизни се, многу сум искрено задоволен од нив. Во поглед на опремата, само ќе дополнам дека имате heads-up дисплеј, кој што прикажува информации за возачот и буквално немате потреба да се спуштате надоле, да губите време за да ги гледате контролите, се е прикажано тука. Исто така имате паркинг сензори напред и позади, плюс паркинг камера и сето тоа, сето ова што го гледаме денес е стандардно ниво, почетно ниво и цената му е нешто помалку од 25.000 евра. Дефинитивно, сума сумарум, ова е одличен пакет, одлична цена. Само пред да донесете било каков заклучок од ова што ќе го видите, од ова што ќе го чуете или нешто ќе прочитате некаде, прво ви предлагам да го посетите салонот на Mitsubishi, пробајте го, извозете го и верувајте ќе бидете многу импресионирани од вожњата што нуди. Јас тука ќе се одјавам. Следете не, ни треба, ни значи вашата поддршка за да имаме уште повеќе видеа. Се гледаме многу наскоро со ново видео. Поздрав! Чао!